Вкупно 130 милиони евра биле потрошени за реализација на капитални инвестиции од почетокот на годинава до сега. Од нив, 72 милиони евра потрошило државното претпријатие за патишта за изградба на патна инфраструктура, додека другите 58 милиони евра се трошоци од централниот буџет за останатите капитални инвестиции. Иако бројките покажуваат зголемување во однос на ланските трошења и во патишта, и во инвестирањето во останатите капитални проекти, сепак генералната оценка е дека реализацијата се одвива со бавно темпо. Минатата недела при означувањето на почетокот на два проекти, автопатот Миладиновци-Штип и електронската наплата на коридорот 10, премиерот Зоран Заев истакна дека стратешките капитални проекти за патно, железничко и енергетско поврзување на земјата се високо на агендата на владата. Еден од нив е и новоотворениот автопат, решение значено за источниот регион, но и за целата земја, рече премиерот. Оваа нова автопатска врска Миладиновци-Свети Николе-Штип е исклучително важна и за равномерниот регионален економски развој. Се обезбедуваат услови за поефикасен и побрз транспорт на стоките, производите, услугите и луѓето, што е важен предуслов инвеститорите да ја мапираат земјата како стабилна и долгорочна бизнис дестинација која нуди услови за сигурност и мултиплицирање на нивниот капитал. Овој автопат треба да биде слика за земјата која продолжува да се гради, поврзува и интегрира, додаде премиерот. Квалитетно изградена патна инфраструктура, која што ќе представува крвоток на економската активност преку брз проток на луѓе, стоки и услуги, е императив за сите нас. Нашата цел е да ги овозможиме сите потребни услови, меѓу кои квалитетна инфраструктура и секако владење на правото за домашните и странските инвеститори да почувствуваат сигурност и да се одлучат за нови инвестиции и да отворат нови фабрики во кои ќе се вработат многу наши граѓани. Тоа се случува во последните години во државата. Поврзувањето на нашата земја внатрешно, помеѓу градовите, селата и населените места со квалитетна патна инфраструктура и надворешно кон соседните земји останува да биде наш високо рангиран приоритет. Во последниот извештај за напредокот на земјава од мај годинава, Европската комисија го поздравува пуштањето на автопатот Демиркапија Смоквица, како и реконструкцијата на коридорот 10 и на коридорот 8, но истакнува дека недостасува политичка посветеност во носењето одлуки, што ја одложува реализацијата на железничката пруга кон Бугарија. Комисијата забележува дека институциите вклучени во реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти треба да ги зајакнат своите капацитети, како и дека земјава треба да се фокусира на реформите за обезбедување на одржливост на инфраструктурата. И според професорот од Градежниот факултет Зоран Каракутовски, на земјава и недостасува подобрување на проектниот менаџмент на животниот циклус на транспортната инфраструктура. Менаџирањето на животниот циклус на транспортната инфраструктура подразбира постапки кои што почнуваат од самата идеја за проектите, преку првичните разработки на проектните етапи, фази, тоа се предфизибилити студиите, носење на инвестицијските одлуки, начинот на кој што се носат инвестицијските одлуки, подготовка на проектна документација за градба и тендерска документација и склучување на договори и финалната фаза градба на инфраструктурата и после нејзино одржување во фаза на експлоатација. Морам да кажам дека, за жал, сите овие години се уште не се смогнаа сили за да на ниво на усогласување со правилници, со технички стандарди, се барем почнеме, не да завршиме со онаа што владее во Европската унија, затоа што нашите технички стандарди за проектирање века железница се од она што беше од бившите југословенски железници, само е преведено на македонски јазик. Каракутовски учествувал во подготовката на Националната транспортна стратегија 2018-2030 на Министерството за транспорт и врски. За реализација на главните цели поставени во стратегијата според Каракутовски, најголем предизвик за државата ќе биде обезбедувањето на средствата за првата стратешка цел – зајакнување на интеграцијата во ЕУ преку завршување на патната и железничката мрежа на паневропските коридори. Ако тргнеме од финансиска гледна точка, најтешко е да ја оставиме првата цел, затоа што поврзувањето на државната патна мрежа со железничката и патната мрежа во регионот, кои понатаму водат до државите од Европската унија, финансиски се најтешки да бидат реализирани. Значи, без помош од европски финансиски институции, од Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, мислам дека ние нема да можеме тоа да го направиме.
финансиски гледано, значи тоа е било најголем товар за државата. Меѓутоа, другите видови на мерки и на цели кои што сакаме ги постигнеме, мислам дека треба навистина да постои само политичка волја. Премногу пари не бараат другите. Да речеме воведување на интермодалност. Интермодалност, користење повеќе транспортни системи при патувања од една почетна точка, од почеток до дестинација, до крајната. Значи, најмалку 2 транспортни система, ако се сменат, се ствара интермодалност. Тоа може да се подобри. Зелената мобилност исто така, ако постои политичка желба и волја, исто така може да се подобри. Има низа мерки кои што се наведени во стратегијата што треба да се направи. Пак ќе кажам, најголем финансиски товар ќе биде во следните години до 2030 е реализација на големите проекти од железницата и од патната инфраструктура на коридорот 8, кој што се уште железнички не е ни поврзан или со соседните држави. Модернизација на железницата на коридорот 10, изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, изградба на автопатот од Скопје до Блаце, изградба на ниво на автопат на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр, изградба на пругата од Куманово до границата со Бугарија, се дел од планираните проекти кои треба да се реализираат во иднина. Воспоставувањето и развојот на трансевропските мрежи и промовирањето на соодветна интерконекција и интероперабилност на националните мрежи имаат за цел целосно да го искористат на трешниот пазар и да придонесат за економски раст и создавање на нови работни места.